Последниот ден од мандатот наместо нов автопат, власта се растрча да направат манифестација за да се пофалат со реконструкција на обичен пат. Се собраа пред границата со Косово за да промовираат завршни активности за рехабилитација на 10 километри од Скопје до Блаце. Закрпија некоја дупка, го санирале тунелот и го пуштија во употреба стариот пат, а за тоа беа потрошени 3,8 милиони евра. Цел мандат на Димитар Ковачевски, а и на неговиот предходник Зоран Заев, слушавме за наводна рекордна реализација на капитални проекти и патна инфраструктура како на филм. Но на последниот ден пред да ги спакуваат куферите од Илинденска ни дадоа нова најава. На пролет ке биле готови правите 2 километри од автопатското решение од Скопје до Блаце. На ке се сведуваат и останатите 10 километри. Допрва ке се бирала градежна фирма. Е рехабилитиран целиот овој патен правец, имаме нова еластична ограда, проширување делумно на патниот правец, санација на тунелот, исто така со тоа ја и подобривме и безбедноста на овој патен правец и ова е еден од 4 патни правци кои што водат кон граничните премини, како што ги најави вице-премиерот, кои ги завршивме во изминатите неколку месеци. Договорот за изградба на првите 2 километри беше потпишан во 2020 година со тогашна вредност од 12,2 милиони евра. Изведбата започна во 2021, а требаше да заврши до средината на 2022 година, а целиот автопат требаше да биде готов до 2023. Но еве, на почетокот на 2024 имаме нова ограда наместо цел автопат. Дека Македонија е слепо црево на Балканот по патна инфраструктура се гледа буквално на секоја точка. Владата се фали за реконструкција место за нови автопати. Пред нецел месец формално го пуштија во употреба и реконструираниот и рехабилитиран патен правец до граничниот премин Деве Баир со вкупна должина на делницата од 13 километри. Се уште нема автопат од Кичево до Охрид. Се случи уште еден пробиен рок. Летнаа само милионите и уште една шанса се даде на кинески Синохидро. Сумата стигна речиси 400 милиони, а за автопат ке си почекаме. Повторно имало проблем со свелчиштата. Затоа Благој еве го тука, стани Благој да те видат сите. Дајте му поддршка, затоа што јануари 2024 година по тој пат мора да се вози со автомобили од Кичево до Охрид. За коридорите 8 и 10D пак само се потрошија милиони кон Бехтел и Енка. По неколку свечени стартови за изградба изгледа се работи само на експроприација.